Од сите салати, мене најомилено ми е месото. Нека ми простат рестораните за ова видео, но денес правиме плескавица исто како во ресторан. Ајде да почнеме. Тука имам свинско и говедско месо. Процентуално 60 со 40%. Сега вака. Првично ќе го посолиме и говедското и свинското месо. Убаво ќе го измасираме и го оставаме да преночи цела вечер и утредента оди на мелење. На тој начин ќе добиеме поубава структура на меленото месо. Јас користам свински пафлак измешано со ребро и говедска плешка. Сега некој става и јагнешко месо, но мене искрено ми е некако многу интензивен тој вкус, така да искрено го избегнувам. Така, значи, откако месото е посолено и одседено цела вечер, како што ви кажав, сега дојде ред да се сомеле. Ќе го мелеме неизменично, малце свинско, малце говедско, малце свинско, малце говедско. Ќе става ми кромит, да знаете. Значи, на оваа количина месо доволно е само еден кромит. Ако ставиме повише кромит, тоа е веќе чофте. Сега се клучните моменти. Зачините нормално целата магија на плескавицата. Прашок за пециво. Пазете, прашок за пециво. Некој става сода бикарбона, но содата бикарбона игра истата улога, но откако ќе се испече плескавицата, делува многу убаво, но потоа делува како издушен балон. Затоа пецивото му дава друга магија. Прашок за пециво. Неизбежно вегета, бибер и зачин за плескавици. На крајот од видеово ќе ви кажам кој зачин е ова, за да не испадне дека рекламирам некого. Всушности тоа е целата магија на плескавиците. Баш овој зачин. Сега ќе ставам брашно. Некој става претходно бајат леб со вода, некој става лебни трошки, јас ќе ставам брашно. Истата работа ќе ја заврши. Ќе видиме, може ќе има потреба пак да се додаде брашно, може би не. Сега ќе видиме при мешањето, самото ќе ни каже. Мешаме убаво, се додека не се соедини. Целата смеса да се соедини и на некој начин да ни се лепи на самите раце. Тогаш знаеме дека имаме вистинска убава смеса за плескавици или кебапи, како и да е. Денес ние ќе направиме и плескавици и кебапи. Сакам само да ви презентирам, да видите дека од истата смеса можете да направите и плескавици, и кебапчиња, и шарска плескавица, и гурманска, и девојачка, и каква год да ја наречеме. На почеток делува многу убаво. Ете ја смесата. Убаво измешана, вака треба да изгледа. Сега уште побаво би било да отстои барем неколку часа во фрижидер, за да ги ослободи сите зачини, но искрено мене многу ми се јаде, така да нема да чекам. Правиме сега плескавици и кебапчиња. Ајде. Ќе започнам прво со кебапчињата. Нормално рацете, но ставиме масло.
Исто и на тањерот, да не ни лепат. Еве го првото. Во должина колку 4 прста. Толку, кратиме. Ете го првото. Во должина на 4 прста. Идеален кебап е тоа. Од 20 до 25 грама мислам дека тежи еден. Колку да направиме? 10 со кромит? Ајде. 2, 4, 5, уште 5. Додека сме закашкани со месово, да направиме и нека плескавица. Формираме убава топка. Не ставајте многу масло, нема да можете да ја соедините с месото. Јас ги правам на рака. Најубаво ми е така. Навикнат сум така. Приметувате дека месото може да се работи. С месата можете да ја работите, не ви се растура. Еве, идеални плескавици. Ајде да ги спечеме. Знам дека ве чуди тоа, како сега во тава да ги прави кебапите и плескавиците. Да, можно е, ако знаете како. Не треба на многу силна температура, на средна температура, не многу масло, исто како на скара. Сега ќе видите. Масло, но не многу. Доволно е. Ќе почнам со кебапчињата. Кебапчињата секогаш се печат од сите 4 страни. Кога ќе се испечат од сите 4 страни, после може да ги мешаме како сакаме. Веќе се наши. Како што кажав, сега може да ги мешаш како сакаш. Веќе се наши. Сега сите се прашуваме, а кога е готов кебапот? Кога ќе почне да скока. Вака. Се уште не е, уште малце. Тука сме. Кога ќе почне да скока. Еве го, скока. Приметувате? Кебапчињата се готови. Наред е плескавицата. Истата постапка. Не многу силна температура. Многу малце масло.
На здравје.